Јонче Смугрески. Лик и дело во сеќавањата на неговите соборци и современици. Историјата не ја создаваат само датумите и настаните, туку пред се луѓето кои со својата жртва, идеи и морални вредности ја осветлуваат патеката на идните поколенија. Еден од тие луѓе, чии лик и дело за секогаш остануваат вградени во колективната меморија на македонскиот народ, е ликот на Јонче Смугрески. Великан, борец, револуционер и патрон на нашето училиште. Најголемиот број на информации се земени врз основа на книгата Јонче Смугрески во сеќавање на неговите соборци и современици, дело од наставникот по историја кој дел од својот работен век го посвети на ова училиште, Милан Марковски. Книгата е напишана по повод 60 годишнината од смртта на Јонче Смугрески, како проект кој стана темел на нашите сознанија за ликот и делото на нашиот патрон. Времето во кое живеел Јонче Смугрески е едно од најтешките во историјата на човештвото. Периодот меѓу двете светски војни и Втората светска војна. Македонија тогаш се наоѓала во составот на кралството СХС, Југославија, изложена на денационализаторска политика и терор врз македонскиот народ. Во такви услови, младиот Јонче не молчел. Тој рано се вклучил во револуционерното движење. Станал член на СКОј во гимназијата во Прилеп и подоцна раководел со СКОевската организација во својот крај, во тогашната општина Бела Црква. Во македонското револуционерно движење, како што сведочи предговорот во книгата, Јонче се вклучил со сето свое срце и душа, внесувајќи ја во него сета своја енергија и битие. Ликот на Јонче Смугрески опишан во сеќавањето на соборците. Она што ја прави личноста на Јонче Смугрески посебна, не се само историските факти, туку и живите сведоштва на неговите соборци и современици, кои го паметат како човек со големо срце, искрена љубов кон Македонија и силно чувство за правда. Соборците сведочат дека, иако му било понудено да биде писар или раководител во бригадата, Јонче тоа го одбил, велејќи дека не сака да се дели од своите другари, ако тие гинат, и тој ќе гине со нив. Оваа одлука зборува за неговата пожртвуваност и другарство. Тој бил нежен по природа, друштвен, никогаш не сакал кавги, а уште како дете ги мирил другите кога ќе се скарале. Луѓето што го познавале велат дека немало човек што не го сакал Јонче, дека бил кавалер, фер и човек со кого можело да се разговара и да се побара совет. Јонче, глас на идејата за Македонија. Во сеќавањето на неговите современици, Јонче постојано зборувал за Македонија, за нејзината слобода, достоинство и иднина. Неговите зборови и денес одекнуваат како морален завет. Знаеш, Стојане, сега е време да дадеме ние нешто за Македонија, како што нашите стари се бореле во Турско. Тој верувал во Македонија како целина и како држава на својот народ, без неправда и предавство. Животот го даваме, без да правиме предавство, велел Јонче. Во еден од своите најсилни изрази на социјална правда, гневно им се обреќа на богатите со зборовите: вие богатите треба да му давате на сиромашните.
жртвата и бесмртноста. Јонче Смугрески повеќе пати бил апсен, тепан и малтретиран. Судбината сакала да заболи од тифус и млад да го заврши својот живот. Но неговата смрт не значела крај, туку почеток на легендата. На неговиот погреб, како што сведочат современиците, имало маса народ, особено млади, цели улици исполнети со тага и почит. Иако, како што вели авторот Милан Марковски, како што напомнавме, откаде се црпени повеќето од овие информации, не е можно целосно да се расветли ликот на Јонче Смугрески. Но едно е сигурно, тој представува гордост за Обршанскиот крај и светлина во македонската национална историја. Во очите на сите што зборувале за него, се читала љубов, почит и болка за еден млад живот даден за слободна Македонија. Со гордост го носиме неговото име. Со одговорност ги чуваме неговите вредности. Со љубов го пренесуваме неговиот пример на идните генерации. Вечна му слава!